Безбедноста во Македонија е стабилна и во моментов нема закана од воените активности што се одвиваат на Блискиот Исток, изјави премиерот Христијан Мицкоски на 6-тиот ден од вооружените судири помеѓу Иран, САД и Израел, како и државите од Персискиот залив, каде што САД имаат воени бази. Нашите разузнавачки служби не очекуваат проширување на конфликтот на Западен Балкан. Што се однесува до безбедносната состојба во државата, таа е стабилна, мирна. До овој момент не постои ризик по безбедносната состојба во државата. Ние имавме Совет за безбедност кој што го организираше претседателката. Направивме анализа врз основа на информациите кои што ги добивме и од службите, но и од соодветните министерства. Тука пред се мислам Министерството за одбрана и за внатрешни работи. Врз основа на тие податоци во овој момент можам да кажам и граѓаните да ги информирам дека состојбата безбедносно е стабилна. Во однос на евакуацијата на нашите државјани кои се наоѓаат во зоните на конфликтот, премиерот рече дека државата ќе ги покрие трошоците за транспорт. Денес попладне со владиниот авион од Израел кон Скопје се очекува да пристигнат неколку државјани, како прва група евакуирани. Властите велат дека со тоа ќе заврши процесот на враќање на сите државјани кои побарале евакуација од Израел. Денеска почнува евакуацијата, сите оние кои што бараат да се од Бахрейн, од Катар и од Обединетите арапски емирати, веќе имаме обезбедено и државата сето тоа ќе го плати превоз. Дел од оние кои што се од Израел и околните земји исто така ќе се евакуира, така што секој оној кој што се наоѓа таму во регионот каде што имаме воени дејства, само нека ги следи соопштението од Министерството за надворешни работи. Од Министерството за надворешни работи информираат дека во рамките на процесот на евакуација во амбасадата на Македонија во Абу Даби се регистрирани 505 државјани, од кои 458 престојуваат во Обединетите арапски емирати. Дополнително 31 лица се регистрирани од Кувајт и 14 лица од Бахрейн. Во Доха до денес се регистрирани 141 државјанин. Според Министерството, во наредните денови се очекува да започне враќањето на државјаните и од Обединетите арапски емирати, како и на граѓаните кои се наоѓаат во Катар, Бахрейн и Кувајт, за кои е планирано враќање со авионски летови.